Добродојдовте во светот, каде соништата се ткаат, боите се преточени во приказна, а секоја ткаенина носи душа. Скопје по 31 пат ќе стане модна писта, на која одржливоста се претвара во мода. Скопје ќе раскаже приказна за создавање, поправка и повторно раѓање. Проследете ја. Од 29 октомври до 5 ноември, Скопје по 31 пат пулсираше во ритамот на модата. Градот повторно стана модна писта, на која дизајнерите ја раскажаа својата приказна, а моделите се претворија во визуелно изразена емоција. Модниот викенд Скопје, славејќи ја уметноста, индивидуалноста и визијата, повторно ги спои талентот, креативноста и љубовта кон стилот во единствена модна симфонија. Под мотото одржливата мода и креативната традиција, развој на иновативни практики во македонската модна сцена, оваа сезона ја отвори дискусијата за модата како јазик на промените општествени, културни и еколошки. Скопската модна сцена оваа година си постави за цел да ја нагласи моќта која ја има модата за да создаде вредности и да гради култура на одржливост. Токму тоа ќе биде причина едукативните и креативните работилници да го отворат овогодиношното издание Моден викенд Скопје 2025. Дизајнерката Ирина Тошева и тимот на Центарот за поправки Ништо ново ќе ја воведат и ќе ја водат работилницата од стара облека до уникатен моден додаток, нагласувајќи ја неопходноста да им се даде втор живот на материјалите. Под менторство на Ирина Тошева, учесниците во креативната работилница ги реобновуваа старите парчиња ткаенина во нови модерни изрази, нешто што ќе има личен печат. Работилницата имаше цел да нагласи дека модата не е само дизајн, туку приказна, која треба да се вреднува и со многу малку труд, а многу љубов може да се направи во временски стил. Оваа година Моден викенд Скопје ја представува и првата инклузивна ревија на модната писта. Ќе се појават две лица со попреченост. Нетипичноста на оваа ревија, зад која стоеше дизајнерката Ангела Бикова, ќе ја надополнат и модели со нетипични облини, како и модели од повеќе националности. Во соработка со Карл Фарис од Шпанската асоциација за одржливост, како и Палома Гарсија Лопес, визионерка, тие ќе ги редефинираат поимите за убавина, способност и собственост во дигиталната ера. Како изгледа достоинството кога ќе го облечеме е прашање на кое одговор ќе ни даде колекцијата на Ангела Бикова во диалог со глобалното движење Body Right. Станува збор за иницијатива за борба против понижувањето и деградацијата на телата во интернет просторот. Ткаенините беа приказни за отпор, издржливост и надеж, а инклузивни модели, жени со различни способности, форми и животни приказни, ја истакнаа гласно пораката дека модата е за сите. Спојна мода и општествена свест на сцена, каде што облеката станува израз, а модата ги спојува еднаквоста и достоинството. Секое парче приказна, која држи рамнотежа помеѓу силата и нежноста и едно откривање на убавината на контрастите.
е всушност ревијата на Анастасија Атанасовска. Во незината колекција таа ќе покаже дека елеганцијата всушност не тежне за совршенство. Елеганцијата е чувство. Анастасија, добро вечер и најпрво честитки за прекрасната ревија. Добро вечер, фала ви на присуство. Како и изминатата година, така и оваа година можевме да видиме дека женственоста е најсилниот адут. Што оваа година Анастасија сакаше да ни представи преку ревијата која можевме да ја забележиме? Женственоста е секогаш поентата на моите креации, а така во оваа креација која се вика врзани илузии, сакав да представам врзување на емоции, моите емоции со емоциите на една силна жена која знае, која може да биде силна и нежна во исто време. Дали оној превес кој го имаа девојките беше она илузија која што ја имаме можеби пред очите ние жените? Да, преку врзувањето сакав да покажам дека може да комбинираме различни контрастни материјали која секоја храбра жена би можела да ги носи. Сакам да кажам дека треба да нормализираме по храбри аутфити. Благодарам многу и посакувам многу успех. Фала ви многу. Преку земјени тонови и природни текстури, сензуална, истакната женска силуета, незината убавина и моќ длабоко поврзани со енергијата на земјата. Дешира Кахримани во својата колекција Земја ќе ја покаже стабилноста и природната елеганција. Фала многу што дојдовте, фала многу што сте вечерва со нас тука. Сакам да ве прашам, забележав дека најчесто во вашите модни креации ја користите црната, златната и кафената боја. Дали има некоја порака преку оваа ревија и што всушност сакате да ја порачате на публиката? Па јас тие бои почесто ги користам затоа што се инспирирав од земјата, од текстурата на земјата, се почесто кафеавата боја, златната боја и од тие бои отидов по колорната карта и така пак ми е инспирација силната жена која знае да го носи убаво фустанот. Тоа е го комбинирав со така нешто и тоа излезе на крајот. Бидејќи темата на овогодинешниот 31 Скопски викенд е одржливата мода. Со какви материјали најчесто работите и со какви најчесто сакате да работите? Најчесто јас работам со материјалите што може да ги најдеме тука во Македонија, да бидам искрена. Најчесто со кадифе, со тенсфила, со такви материјали. Дали се приспособувате на она што публиката и она што вашите клиенти го сакаат или секогаш имате еден печат кој вие го наметнувате во вашите креации? Во моите креации јас се потрудам да најдам средината. И на мојата јас што сакам, па и на клиентите тие што сакаат. И мислам дека балансот е златната, што може да го постигнеме. Модата не е само облека. Ќе ни покаже и проектот Мода и занаетчиство, изложба и поп-ап колекции, како и модна аукција. Колаборацијата помеѓу занаетчиите и дизајнерите ни ја истакнува врската помеѓу традицијата и современоста, но и потврда дека модата може и треба да биде чин на општествена одговорност. Во аукцијата учествуваа водечки имиња на македонската модна сцена, меѓу кои Никола Булески, Никола Евтимов, Лидија Георгиева, Ирина Тошева, Олгица Георгиева и други. Средствата од аукцијата ќе бидат наменети за поддршка на граѓанските организации што работат на достоинствена работа, образование и инклузија. Дали и колку кај нас е позната професијата моден психолог и во што всушност е вклучен тој кога станува збор за подготовките околу модната недела, ќе ни открие Сара Стојчевска.
оваа манифестација е преубава манифестација, се одржува 2 пати годишно и многу е убаво да се видат како размислуваат дизајнерите, на која насока ја носат модата во Македонија и со тоа да видиме и како луѓето кои што сакаат да купуваат од тие дизајнери, како размислуваат, како би можеле тоа да го комбинираат и слично. Така да од модна психологија можам да кажам дека е многу интересна тема да се гледаат луѓето како нивната перспектива ги прави тие нови модели кои што ќе бидат актуелни во следната година. Дали почесто се случува како моден психолог да добивате некои понуди во врска со тоа, ете да им објасните и да им предложите на моделите и модните креатори за тоа што би требало следно да видиме на модните недели? Да, како моден психолог има тема која што се работи за трендови. Нормално е доколку прашаат модните дизајнери да ги советуваме на кој начин би требале да одат. Сега исто така доаѓа и до момент каде што може модните психологи да помогнат и во самото стилизирање на тие манекенки кои што ќе одат на овие реви, поради тоа што парчињата кажуваат многу за себе и убаво е да тој целосен стајлинг се надополни, да се дозволи таа персона да проникне низ дизајните. Оваа година имаме многу убава тема на одржлива мода. Колку кај нас се внимава на сето тоа, зборувам за од модните креатори до ете и моделите и воопшто луѓето кај нас. Колку мислите дека се одржливата мода е присутна? Да, многу убаво прашање. Оваа година е стварно темата погодена. Исто така заради тоа што Македонија има многу луѓе кои што сакаат да продаваат second hand, работи од втора рака и тоа е многу засилено во овој момент и убаво е да се види дизајнери како Ангела Бикова која што прави алишта од втора рака, ги дизајнира на начин кај што само преку нејзиното око може да се добијат тие модели и стварно знае да им даде втора шанса на некои парчиња кои што може не би ги носеле, веќе не се во тренд. Така да мислам дека оваа година стварно фокусот е тука и убаво е тоа да се продолжи. Колку е голема заинтересираноста за модната недела во Скопје и дали овој настан ги задоволува апетитите на скопјани за модата, ни открива Мики Црнокрак. Како некој човек кој што има долгогодишно искуство во модната индустрија, кои трендови можевме да ги забележиме на денешните реви, а кои мислите дека ќе ги се вклопат во секојдневието? Јас не сум тука дојден поради трендовите, тоа го оставам на модните критичари и тие кои се занимаваат со мода од таа страна. Јас сум од бекстејџот и ме интересираат други работи. Ајде како човек, еве овој пат од бекстејџот. Што е она што мислите дека му недостига на Скопје Fashion Week, ода што го имало во изминатите години, а сега веќе полека го немаме? Дефинитивно вакви настани не достигаат на Скопје. Јас би бил среќен барем еднаш месечно да има вакви големи модни настани, но за жал нема. Ние како модна агенција најмногу сакаме и најмногу уживаме во вакви настани, но ете, се помалку и помалку ги има. Секоја чест за модниот викенд кој ете долги години успеа да се одржи. Ете и ние сме на некој начин дел од модниот викенд, така да додека постои ќе даваме поддршка и ние. Благодарам, Мики, посакувам да уживаш во останатиот дел од модниот викенд. Благодарам и на вас и благодарам што ете сте еден од ретките медиуми кои следи она што го прави модниот викенд. Модниот викенд Скопје е доказ дека модата не е спој само на трендови, туку еден личен печат, идентитет и духовна убавина. Борба за посебност, различност и автентичност.
Оваа есен, модната недела Скопје повторно ја потврди својата цел дека модата не е само ревии. Таа е правец, таа е движење, која е истовремено и хуманост, визија, економија, но пред се традиција.